Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Ке се зголемува бројот на деца во групите во охридските градинки. Охридскиот див костен со огромен биолошки потенцијал за употреба во медицински цели. Со децении стагнираат водените спортови во Охрид и Струга. Тутунот и нездравата исхрана главни ризик фактори за смртност во Македонија. На 28 септември ќе бидат објавени нови антикризни мерки за бизнисите. Со најавените и со останатите содржини во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес превладуваше претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура 28 степени. Во текот на ноќта, четврток кон петок, претежно ведро време со локална облачност. Во петок над северозападна, централна и североисточна Европа, како и во поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во останатите предели претежно сончево време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во јужните и источните предели ќе превладува претежно сончево и топло време. Студено време со пад на температурите се очекува во северните предели. Максималните температури ќе се движат од 18 до 33 степени. Во Македонија во петок ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде надпросечно топло и ветровито. Во воздухот, како денес, така и утре и задутре, ќе имаме зголемено количество на пустинска песок од Сахара. Минималните температури од 11 до 21 степен, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 28, односно до 36 степени. Во Охрид во петок ќе превладува претежно сончево време со локална облачност, ветровито и топло. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29 степени. Во сабота и недела умерено облачно и нестабилно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд и посвежо со пад на температурата. Минималната температура од 17, односно 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 24, односно до 18 степени. Во понеделник студено утро со температура од 7 степени, а во текот на денот претежно сончево време со локална облачност и потопло со температура до 21 степен. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Есенција 20%, 250 мл, 45 денари. Мама Сајвар 550 грама, 259 денари. Коро оцет 9%, 1 литар, 29 денари. Крупна сол 14 денари. Цвекло 720 мл, 39 денари. Алора корнишони 2,5 кг, 149 денари.
Подравка корнишони 670 грама 59 денари. Подравка феферони 630 грама 55 денари. Пазарете со мерак, ваши ниса маркети. Доктор Танжу Шашко, Dent in Aesthetics, вработува доктор стоматолог за работа во општа стоматологија. Работно време од 10 до 17 часот, од понеделник до петок. За сите останати услови, јавете се на телефон 046 25 71 50 и 070 24 90 91. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Интересот за запишување деца во Охридската градинка постојано расте. Во моментов во градинката Јасна Ристевска се згрижени близу 1000 дечиња, а на листа на чекање има уште 160. Градските советници дадоа зелено светло за зголемување на бројот на деца во групите над дозволеното со Законот за детска заштита. Над 970 деца се запишани во детската градинка Јасна Ристевска во Охрид. Во моментов над 160 деца се на листа на чекање, а интересот постојано се зголемува, посебно за јаслените групи. Советот на општина Охрид на последната седница даде согласно за формирање групи со поголем број деца од законски утврдениот, зависно од потребите и барањата на родителите. При тоа, советниците од опозицијата побара објаснување на кој начин во пракса ќе биде спроведена одлуката на Советот, затоа што со истата не се ограничува до која бројка може да се зголемуваат групите. Сметам дека е сериозна одлука, имајќи ја во предвид дејноста која што ја вршите, и сакам да ни одговорите на кој начин ќе ја спроведите во практика оваа одлука, како ќе го направите тој принцип, затоа што ако се погледне одлуката, пишува дека над 8, над 10, значи не ви даваме одредена граница колку вие може да ја зголемите таа бројка, а ова го говорам пред се повторно ќе кажам, имајќи ја во предвид значењето на дејноста која што ја вршите и се во насока на обезбедување на гаранција на високиот степен на безбедност на децата во градинките и нормално на воспитниот процес кој што се одвива таму. Директорката на градинката Ирина Милеска посочи дека не е прв пат Советот доноси одлука за зголемување на бројот на децата во групите во согласно со потребите. Зголемувањето на групите се врши според просторните капацитети и со менаџирање на кадарот за оптимално исполнување на згрижувачката и воспитна функција на градинката, кажа директорката. Нас ни се потребни децата за да можеме ние да функционираме како градинка и како целина, а со зголемувањето на бројот на децата ние му помагаме и на градот Охрид и на сите родители кои имаат потреба од престојот во градинка. Го зголемуваме бројот кај големите групи, односно кај децата од 5 до 6 години, затоа што се тие веќе понезависни, нормално кај помалите возрасти од 2 до 3 години, бројот гледаме да е од прилика до крај 20 до 25 дечина, бидејќи ти имаат поголема помош од нас како вработени. Со зголемувањето на бројките ние секојдневно пуштаме табели во Министерството за труд и социјална политика и засега не сме наишли на никаков проблем во однос на бројката на децата во градинка. Децата во Охридската градинка се згрижуваат во 43 групи во 9 објекти. Општина Охрид започна постапка за изработка на техничка документација за надградба на објектот на централната градинка во насока на зголемување на опфатот на децата од предучилишна возраст. Најдобар биолошки потенцијал и високо антимикробно дејство, посилно и од некои антибиотици, има дивиот охридски костен, покажуваат последните истражувања спроведени од научници од Македонија, Србија и Турција. Универзитетските професори за испитуваните примероци на охридски костен велат дека се исклучително природно богатство кое треба да се заштити.
Охридскиот див костен со најдобар биолошки потенцијал и високо антимикробно дејство, посилно од некои антибиотици, покажува последното истражување на тим универзитетски професори од Македонија, Србија и Турција. Истражувањето е спроведено врз примероци див костен од Охридскиот, Струмичкиот и Скопскиот регион, а фасцинантни резултати во овие обемни анализи прикажаа екстрактите добиени од Охридскиот див костен, вели Моника Стојанова, доктор на науки од областа на технолошката микробиологија, дел од тимот истражувачи. Навистина беше едно спонтано, но би рекла обемно истражување од секој аспект, пред се и од аспект на утврдување на хемискиот состав на дивиот костен, понатаму утврдување на содржината на тешки метали, тоа ми беше многу значајно уште од сам почеток да го утврдиме, за да знаеме понатаму со каков производ располагаме, колку е тој безбеден да се користи за било каква понатамошна употреба и секако истражувањето го заокруживме со утврдување на биолошкиот потенцијал преку антиоксидативната активност на екстрактите од костенот и антимикробната активност, а моментално во тек е утврдување на цитотоксичниот потенцијал, односно антиканцерогеното дејство на дивиот костен. Анализите се спроведени на листот и семето, од кои се произведени екстракти во лабораториски услови и беше извршена нивна целосна хемиска и биолошка карактеризација. Мора да се напомене дека тоа што некои од добиените резултати покажаа посилно антимикробно дејство од антибиотиците, не значи дека може да се користат како лек, туку единствено се отвара нови можности за едни научни истражувања кои понатака би можеле да имаат широка примена во производството на различни видови кремови, масти или тинктури. А од аспект на прехранбената индустрија би можеле да бидат одлична замена за синтетските адитиви. И токму затоа можеби треба да се размисли да се воведе некаква дополнителна заштита на дрвата костен, кои што се во исклучително одлична здравствена состојба, барем оние кои што ние ги користивме, тие се беа од централното подрачје на градот и на тоа обративме посебно внимание, така што да, навистина ова треба да се вклучи можеби и како туристичка атракција, да им се каже на туристите со какво природно богатство располага градот Охрид и секако тоа би било промоција и за Македонија. Доктор Стојанова упати апел до граѓаните да не започнуваат сами да ги берат дивите костени и да ги консумираат, затоа што таквите може да бидат отровни. Напомена дека она што тие го прават е извлекување само на корисните компоненти при процесот на екстракција. Со децении стагнираат водените спортови во Охрид и Струга и во двата градови нема инфраструктура за развој на професионално пливање и ватерполо. Охрид е градот од кој произлегле славните пливачи Атина Бојаджи, Дики Бојаджи, Климе Савин, Александар Маленко и други. Но со децении не може да се пофали со услови за развој на идни генерации пливачи. Стагнираат водените спортови во двата градови на брегот на Охридското езеро. Во Охрид и Струга нема професионално пливање ниту ватерполо, затоа што затворените пливачки базени се ветуваат со децении, се градат со години и се уште не се во функција. Рекреативно пливање има само во текот на летните месеци, колку што дозволуваат временските прилики, што е недоволно за професионален развој на пливачи и ватерполисти. Струга и Охрид, за жал, рековте само 2 месеци и тие 2 месеци, ако дозволи времето, Струга и Охрид секогаш биле авангардата на македонското пливање, ватерполото, но за жал, еве, сме во ситуација каде што ние не можеме. Има некоја иницијатива за реконструкција на базенот, требаше да биде готов пред 3 години и секоја наредна година и пред секој избори се кажува и покажува и се докажува дека се започнува, но за жал, викам за жал, децата остануваат без тој базен кој ние како деца го исползуваме до максимум, знаеме колку навистина беше вреден за градот. Охрид е градот од кој произлегле славните пливачи, како Атина Бојаджи, Дики Бојаджи, Климе Савин, Александар Маленко и други, но со децении не може да се пофали со услови за развој на идни генерации пливачи. И освен отворен базен, ние немаме друго, освен од хотелите кои што ги користат и за кои што Марко со оне кој што е од Охрид го преплива езерото, имал волја и желба и вежбал таму, меѓутоа е повеќе од тешко на толку мали базени да се тренира. Се надеваме дека ќе се интензивира процесот на завршување со работата во затворениот пливачки
базен кој што го финансира Агенцијата за млади и спорт и дека наскоро ќе имаме услови во кои што многу охридски пливачи првично ќе почнат да тренираат, да ги учат, да го учат пливањето, а потоа да одлучат и да се надпреваруваат. Реконструкцијата на затворениот базен во Струга започна во 2019 година, но повеќе од 3 години е во стагнација. Во Охрид изградбата на пливачкиот базен започна во 2015 година, после пробивањето на сите рокови, според последните најави на Агенцијата за спорт и млади, ќе биде готов идната година. Тутунот, нездравата исхрана и нездравиот начин на живот, како зголемената потрошувачка на шеќер, сол и масти и немање физичка активност, се главни фактори на ризик за смртност во Македонија, се наведува во новиот извештај на Светската здравствена организација. Очекуваниот животен век во Северна Македонија се зголемува, но останува под просекот од Европскиот регион, се вели во извештајот на Светската здравствена организација за Македонија во делот подобрување на здравието на населението. Според последните ажурирани податоци за смртност пријавени од Македонија до Светската здравствена организација, просечниот животен век изнесувал 75,5 години. Кардиоваскуларните и цереброваскуларните заболувања и карциноми се водечки причини за смртност кај возрастните. Во периодот од 2000 до 2017 година забележано изголемување на смртноста поради диабетес, специфични видови на рак, особено на белите дробови, колоректален карцином, панкреас и рак на простатата, како и Алцхајмерова болест. Во извештајот на СЗО се наведува дека државата е рангирана меѓу земјите со највисока преваленца на пушење тутун во светот и највисок просечен број на испушени цигари кај возрастните и младите луѓе, но стапката на пушење бележи одредено намалување по законот за забрана на пушење на јавни места воведен во 2010 година. Потрошувачката на алкохолот кај возрастните по глава на жител 3,8 литри е под просекот на Европскиот регион на СЗО. Забележано е зголемување на стапката на прекумерна тежина и дебелина помеѓу возрастните, речиси 2/3 или 64,9% од мажите и 51,2% од жените биле со прекумерна тежина во 2016 година. Загрижува и фактот што половина од возрастната популација не е физички активна и само 8,3% од возрастните практикуваат околу 150 минути умерена физичка активност неделно, што е под просекот на Европската Унија. Прекумерната тежина се забележува и меѓу 7-годишните деца, каде што во период од 2010 до 2019 година е зголемена, особено кај девојчињата. Загадениот воздух е главен ризик фактор за респираторни заболувања кај децата. Земјата има едно од највисоките нивоа на загаденост на воздухот во Европа, особено во главниот град Скопје. Согласно податоците од извештајот, во 2019 година се проценува дека 1 од 7 смртни случаи во државата се должи на лошиот квалитет на воздух. Преваленцата на респираторни состојби, не вклучувајќи зарази или пневмонија, е особено висока кај децата на возраст од 0 до 14 години. Во 2019 година 39,8% од морбидитетот кај децата е поврзан со болести на респираторниот систем. Извештајот за Македонија, како еден од 14 национални извештаи за земји од Европскиот регион кои не се членки на Унијата, беше представен на седница на регионалниот комитет на СЗО за Европа во Тел Авив на 12 септември. Министерот за економија Крешник Бектеши и председателот на Стопански комори Бранко Азевски денес остварија средба со представници на 10 најголеми компании потрошувачи на електрична енергија во земјава. Информираа дека на 28 септември ќе ги објават мерките за бизнисот со кои треба да се задржи конкурентноста на фирмите и на работните места. Како што истакна министерот Бектеши, за компаниите ќе се обезбеди доволно електрична енергија, но се прават максимални напори за цената на струјата да биде што порационална. Во делот на поддршката на микро и малите компании, кои се во регулиран пазар, веќе имаме одлука од ТРКЕ која важи до 31 декември. Измена на цените во регулираниот пазар нема да има до 31 декември. Со новата одлука на РКЕ, согласно податоците што ќе ги даде ЕСМ, МЕПСО, ЕВН дистрибуција, за наредните 6 месеци или првите 6 месеци од наредна година,
тогаш ќе излезе РКЕ и ќе ви каже новите цени за регулиран пазар, а ние ќе даваме инпут преку СМ со намалување на цената на производство на СМ, со намалување на одредени барања од страна на МЕПСО, а РКЕ треба да ги признава барањата што ги доставува ЕВН, а јас сум убеден дека некои од барањата нема да се прифатат. Продолжуваат полициските акцијски контроли во сообраќајот. Вчера во периодот од 10 до 15 часот на подрачјето на СВР Охрид спроведени се контроли за санкционирање на прекршоци што ги прават пешаците во сообраќајот. При тоа полициските службеници затекнали и санкционирале 36 пешаци, кои небезбедно и надвор од одбележан пешачки премин преминувале коловоз од кои 15 во Охрид, 8 во Струга, информираат од СВР Охрид. Во продолжение следуваат вестите од светот. Руски проектили погодија акумулација во близина на јужниот украински град Кривји Риг, соопштија официјални лица. На жителите во близина на акумулацијата им било кажано да се евакуираат. Украинските власти рекоа дека нападот бил одмазда на Русија за нејзиниот неодамнешен контранапад. Председателот на Украина Володомир Зеленски, кој по потекло од овој град, ја опиша Русија како терористичка држава по нападот на акумулацијата. Москва јавно не ги коментираше пријавените ракетни напади. Руската војска претходно призна дека погодила цели што генерираат енергија, што предизвика прекинување на струјата, што погоди милиони луѓе во источна Украина минатиот викенд. Помала група студенти утрово одржува мирен протест пред Солунскиот универзитет Аристотел, откако доцна синоќа припадниците на универзитетската полиција беа распоредени и во кампусот во Солун, јави Мија од Атина. Масовен протест синоќа беше одржан во Атина на кој имаше и мали изолирани тензии, а студентите во Грција реагираат откако минатата седмица започна распределувањето на припадниците на новоформираната универзитетска полиција, односно тимовите за заштита на универзитетските институции. Планирано е универзитетската полиција да почне да работи на 3 универзитети во Атина и на еден во Солун. Припадниците на тимовите за заштита на универзитетски институции на средината на мај ја завршија обуката, а се чекаше објавување на председателскиот декрет кој ќе го регулира нивното работење. Силни ветрови и обилни дождови го зафатија источниот брег на Кина, а тајфунот Муифа предизвика превентивна евакуација на повеќе од 1 милион луѓе и откажување на летовите во Шангај. Сепак властите не пријавија смртни случаи, повредени или поголема штета, делумно поради тоа што беа преземени бројни превентивни мерки. Муифа е најсилниот тајфун што го погодил Шангај од 1949 година, објави државната телевизија. Поради ризикот од поплави или оштетување на домовите, над 400.000 шангајци се евакуирани на безбедно како мерка на предпазливост, како и 1,26 милиони жители на соседната крајбрежна провинција Жеџијанг. Тајфунот Муифа веќе падна на копно во Шангај. Управата на двата главни градски аеродроми веќе најави откажување на сите летови од синоќа поради приближувањето на тајфунот. Војник кој го чува ковчегот на кралицата Елизабета II се онесвести додека се одржуваше церемонијата. Тој колабира во раните утрински часови покрај ковчегот што цела ноќ го посетуваа британци, за да ја оддадат почит на кралицата. Видеото стана вирално на интернет, а на него се гледа како чуварот паѓа во несвест. Неколку полицајци притрчаа да му помогнат. Останатите страшари се чини дека не се вознемирија од инцидентот, не се помрднаа. Медиумите во Британија пишуваат дека инцидентот се случил при менувањето на гардата. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата и пријатно.